Почитувани представници на медиумите, почитувани сограѓани. Македонија е држава со 1645 села и 43% рурално население. Иако се смета дека е земјоделска земја со поволни природни услови, состојбите во земјоделско-прехранбениот сектор се неповолни. Како резултат на погрешната земјоделска политика, годишно се намалуваат над 7500 хектари обработлива површина, наводнуваните површини се намалени за 36%. Млекопроизводството бележи пат од 30% во однос на 2006 година. Македонската прехранбена индустрија се соочува со силна увозна конкуренција. Увозот на храна е повеќе од двојно поголем од извозот. Извозот е сведен на само околу 20 производи. Во програмата на СДСМ се предвидува превземање на следниве мерки и проекти. Сигурни и навремени субвенции на сточарите во јули, после жетва, кога добиточната храна е наевтина, на полјоделците во септември, за да се подготват за сејба, на лозарите и овоштарите во март, пред почеток на нова реколта, на градинарите во мај, на тутунопроизводителите по завршувањето на откупот на тутунот. Ослободување на земјоделците од персонален данок. Ќе го укинеме персоналниот данок за приходи, остварени од земјоделска дејност. По-конкретно, приходите од земјоделската дејност нема да се одоначуваат. Еднаков третман на земјоделците при пензионирање. Ќе го изедначиме правото на пензијско осигурување на земјоделецот со работникот. Ќе овозможиме остварување на бенефициран работен стаж на земјоделците за 12 месеци работа, да им се признае работен стаж од 13 месеци. Зелена нафта, гориво за земјоделството. Ќе ја субвенционираме нафтата за земјоделска механизација. Ова ќе го возможиме преку интервенција во акцизната давачка. Искористување на европските фондови наменети за земјоделството. Ќе ги поедноставиме административните процедури за пријавување. Ќе обезбедиме советодавна поддршка за изработка на проекти, ќе обезбедиме поволни земјоделски кредити за постигнување поголем интерес и искористеност на фондовите. Земјоделски преработки, иднина и развој на земјоделството. Ќе финансираме изградба и опремување на капацитети за производство на репроматеријали, преработувачки капацитети и откупни центри до 50% од нивната инвестициска вредност. Македонско вино – стратешки производ. Ќе поддржиме реконструкција на површините и замена на старите вински сорти грозје. Ќе ги регулираме односите при откуп на грозјето помеѓу откупувачите и производителите. Ќе им помогнеме на малите винари да ги освојат и најконкурентните пазари преку квалитет и поволна цена. Почитувани земјоделци, ова се 7 причини за кои вреди да одлучите да дадете поддршка за реализирање на програмата на СДСМ, која ветува многу подобар, квалитетен живот и достоинство за секој земјоделец. Ве повикуваме на 27 април да го дадете својот глас за кандидатската листа за пратеници од СДСМ по одреден број 1 и идниот председател Стево Пендаровски по одреден број 3. Благодарам.